За вториот ден од неговиот премиерски мандат Христијан Мицкоски најави инвестиција во енергетиката која ќе чини 450 милиони евра. Идниот председател на владата е уверен дека од Македонија може да се направи енергетски независна земја само доколку се работи напорно и со однапред зацртана цел. Огромна голема странска инвестиција која што ќе произведува 20% од вкупното производство на електрична енергија и тоа ќе биде таа енергија обновлива, со што правиме чекор кон комплетна енергетска независност. Јас сум убеден дека за неколку месеци од денеска ќе можеме да прогласиме дека Македонија ќе биде енергетски независна, ќе произведуваме онолку колку што ќе трошиме, а граѓаните нема да бидат загрижени за својот стандард и паричник заради големата инфлација, поради високите сметки на електрична енергија. Но за да има инвестиции, потребно е искоренување на криминалот и корупцијата. Така инвеститорите ќе бидат уверени дека Македонија гарантира заштита од неморални и коруптивни притисоци. Порача Мицкоски на отворањето на новиот производствен погон на фабриката Киел Македонија во Тирс, Тетово. Никој не смее да биде над законот, исто како што никој не смее да помисли да ја одземе иднината и работите кои ја создаваат иднината. Новата влада ќе биде партнер на стопанствениците. Заедно да создаваме и да придонесуваме за подобар живот. Јас сум за што повеќе инвестиции кои го зголемуваат животниот стандард. Темата за новото уставно име се чини дека е неизбежна, па денес мандатарот им објасни на новинарите дека не го променил ставот кога кажал дека заклетвата ќе ја даде со Северна, туку покажал дека ги почитува законите. Мојот став не се промени, како што можете да ме слушнете, јас цело време зборувам Македонија и ќе продолжам да зборувам Македонија. Но не можеме ние како влада да бараме од граѓаните да ги почитуваат законите, уставот, а ние да калкулираме и да имаме двојни стандарди. Инаку тоа што сум го кажал дека во моите изјави, во моите говори, дека никогаш нема да ја користам придавката, повторно гледате и во денешната изјава, тоа е така и ќе биде војнина, бидејќи тоа е мој елементарно човеково право. Предизвик на идната влада ќе биде испроведувањето на препораките од скрининг процесот ако сакаме да се движиме напред кон Европската Унија. Една од реформите кои треба да се преземат е укинувањето на балансерот. Соодветно на скрининг процесот кој што е веќе направен, укинувањето на балансерот е препорака од Европската Унија. Вие сакате да одиме во Европската Унија или не сакате? И ако тие велат дека треба да се укине, тогаш што ни преостанува тоа? Не ни преостанува ништо друго, освен да работиме согласно препораките кои што доаѓаат од самата Европска Унија. Тоа е резултат од скрининг процес. И дали ние треба да се однесуваме и да напредуваме во Македонија според компетенции, или според пол, или според етничка припадност, или според верска. Јас мислам дека треба според компетенции, така? По гласањето на владата, кое треба да се случи најдоцна до недела на полноќ, ќе следат консултации за измени во законот за локална самоуправа, бидејќи неколкумина градоначалници ќе станат министри во новата влада.